Повторно поскапуваат горивата, бензините за 3, дизелот за 4,5 денари. Од полноќ, бензинот Евросупер БС 95 ќе се точи за 93 денари, 98 октанскиот за 95, а дизелот за 98,5 денари по литар. Доколку продолжи трендот на поскапување на светските пазари, владата кон крајот на неделава би можела повторно да интервенира со мерки за ублажување на ценовниот удар. Или дополнително ќе се кратат акцизите, или ќе се намалува ДДВ-то. Ова го најави председателот на регулаторната комисија Ацо Ристов, посочувајќи дека берзанските цени на нафтените деривати достигнале над $1,200 за тон. Кажа дека следните цени ќе бидат познати во вторник, поради тоа што понеделник е неработен ден. Јас се надевам дека ќе бидат поповолни, бидејќи ова веќе стана проблемот кој го пратите ќе видите дека не се работи веќе за производство на нафта, нафта има многу во пазарот, меѓутоа нема производство на нафта, односно нафтени деривати. А ние уредуваме нафтени деривати, не сурова нафта. Нафтени деривати значи дека рафинериите не можат да работат, многу од рафинериите се уништени со војните, како у Русија, така на Блиски Исток, и сега неа пазарот има недостаток на деривати, не на сурова нафта. Додека ова помине, веројатно ќе имаме релативно високи цени кои што не зависат од суровата нафта. Во меѓувреме, регулаторната комисија ги донесе и новите цени за топлинска енергија, кои ќе важат од 1 август. За најголемиот дел од потрошувачите што се снабдуваат преку СМ снабдување, сметките ќе бидат повисоки за околу 6%. Кај корисниците на СМ енергетика, цената се зголемува за 5,18%. Додека кај Енерджи Еколинк, поранешно Скопје Север, поскапувањето изнесува 3,65%. Од регулаторна вела дека најголемо влијание врз формирањето на цената има природниот газ, но годинава во пресметките е признаено само усогласување со инфлацијата, додека дел од трошоците што ги побарале компаниите не биле прифатени. Морам да кажам дека оваа цена која што ја користат, односно која што ја добиват потрошувачите на топлинска енергија во град Скопје е една од најниските во регионот и тоа истражување го направивме. Имено ние сме пониски во однос на Белград за 47%, во однос на Љубљана за 34%, Сараево 19,2% и така натаму. Годинава немало ниту едно исклучување од системот за централно грејење, а се приклучиле над 1500 нови потрошувачи, со што вкупниот број на корисници надминал 67.000. Мартин Арсов, Сител телевизија.